Попладнево сум во посета на општина Тетово и разговаравме со неколку здруженија на лица со попреченост, како и со сега ќе ни биде состанокот и со пензионерите, за да разговараме за секојдневни проблеми кои што ги мачаат и пензионерите, меѓутоа и лицата со попреченост, но и родителите на лица со попреченост, и да видиме што е она што фали во делот и на политиките, меѓутоа и во делот на услугите кои што ги креира владата, Министерство за труд и социјална политика, но и останатите министерства. Разговаравме со Сојузот на глуви и наглуви, со Сојузот на слепи лица, политиките кои што ги креира Министерство за труд и социјална политика и услугите кои што им се нудаат на лицата со попреченост од страна на представниците со кои што разговаравме, навистина беа оценети како права и услуги кои што се добри и кои што го подобруваат животот на лицата со попреченост. Има неколку барања кои што секако ќе бидат во политиките кои што ќе ги креираме во иднина, во буџетот. Буџетот за 2023 година се креира во моментот, така да дел од нивните барања секако ќе најдат своето место во нашите идни програмски активности. Она што е важно да се каже во пресред на изборите овде на 20 август, за локалните избори, односно изборите за Совет на општина Тетово, е еден апел до сите граѓани. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку централните политики на вистина го подобрува животот на граѓаните во државата, вклучително и на граѓаните во општина Тетово. Советниците до неодамна беа дел од власта во Тетово и покажаа дека имаат разбирање, волја и чувство за проблемите на граѓаните во Тетово, и доколку ни се даде довербата на овие избори, ќе продолжиме повторно исто, со грижа за граѓаните, за секојдневните проблеми, без разлика дали се проблеми за социјално ранливите категории на граѓани, дали се проблеми за најмладите преку детските градинки, дали се проблеми за пензионерите, па за и останатите граѓани на општина Тетово. Затоа ги повикувам граѓаните да дадат поддршка за број 1, односно за листата на советници на Социјалдемократскиот сојуз и на коалицијата на изборите на 20 август и да изберат вистински пат за општина Тетово, а тоа е патот кон Европската унија. Ви благодарам.